Калиманци, селото во кое се вкрстуваат значајни стратешки патишта, во кое се испреплетуваат различни воени етапи, селото кое ги чува пирамидите градени од Југословенската народна армија, стотици бункери и ровови, кое раскажува еден добар дел од балканските војни, селото во кое до 1955 година имало и полициска станица како седиште на така наречената Грлјанска општина, денес е речиси празно. Но историските остатоци не се избришани и за толкувачите Калиманци треба да биде запишано во историските книги. Селото Калиманци има геостратешко значење. Уште во римскиот период тука врвел главниот пат кој што се одвојува од Вија Игнација и од Стоби, тука поминувал и го поврзувал Кюстендил. Покасно тука поминувал турскиот пат кој што ги поврзувал Виница и Кочани со Делчево и бугарските градови, и на крајшта после 20-та година е направен српскиот пат кој што ги поврзува Кочани со Делчево. Растргнато на различни страни, на секој рит оформило по едно мало: Чаловци, Витлери, Драка, Стаменковци, Маниловци, Мртвак, во кој се пребројуваат по неколку куќарки, а во нив староседелците се единствените чувари. Во селото можат да се видат две празни училишта во кои се школувал и сегашниот министер за финансии Зоран Ставревски, а на изборите се пребројуваат по 100 гласачи. Во минатото беше друго. Имаше повеќе народ, сите тука живееја. Меѓутоа, само фалеше да се едно погонче да се отворе и пато да се асфалтира. Калиманско поле на надморска височина од 750 метри со познатата Калиманска брана, со површина од 30 км квадратни, нуди услови за развој на земеделство и сточерство, но искористеноста е минимална. На околните ридови се одгледуваат околу 300 декари со лешници, има минимална површина со житарици и нешто малку овошки. Местоположбата е примамлива од повеќе аспекти, но можеби после деценија две, ако животот на село го надмудри животот во градовите.